Почитувана министерка Тренчевска, почитуван господин Паолучи, почитуван градоначалник Стојковски, почитувани медиуми и гости, почитувани присутни. Драго ми е што денес со нас има и представници на парламентот, меѓутоа тука го гледам и бившиот градоначалник на Умовски, со кого што почна изградбата на оваа градинка. И драго ми е што сегашниот градоначалник Стојковски го повикал затоа што развојот ниту започнува, ниту завршува со еден човек, туку тоа е континуиран процес. Денеска тука во Скопско Волково сме за најмалите и за најмилите и за една убава вест не само за децата, туку и за родителите. За прв пат Волково добива градинка. Изградивме уште еден објект, уште една градинка која верувам ќе донесе многу детски насмевки. Со новата градинка Сонце решаваме еден повеќе деценијски проблем за граѓаните од овој дел на градот. Градинката во Волково е изградена според современи стандарди и има капацитет за згрижување на 150 деца. Јас имав можност да пуштам во употреба, да ја добиам честа да пуштам во употреба неколку градинки, помогнати со средства од Светската банка, и на секој отворање одам и кажувам дека ова е најубавата градинка која што сум ја видел. Меѓутоа оваа со формата, со начинот на кој што е изградена, навистина е изградена по најсовремен начин и доколку отидете во било која западноевропска држава, ја сум имал можност да одам, тогаш ретко ќе најдете ваков убав и квалитетен објект направен било каде. Вкупната вредност само за овој објект, вклучувајќи ја и опремата, е близу 1,7 милиони евра, средства обезбедени преку проектот за подобрување на социјалните услуги на Министерството за труд и социјална политика со подршка на Светска банка и со подршка на општина Ѓорче Петров. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на поддршката од сите наши партнери. Светската банка, која ни помогна во изградбата на уште еден нов воспитно-образовен објект за потребите на нашите сограѓани. Грижата за нашите деца се наш врвен приоритет. Обезбедуваме континуитет во зацртаното со реализација на нови градинки или доградба на постоечките. Минатата година ја заокружиме со реализација на нови градинки и доградба на градинки во 10 општини, и тоа во Струмица, Гостивар, Берово, Демир Капија, Крива Паланка, Валандово, како и во Сопиште, Ѓорче Петров, Аеродром и населбата Драчево. Од 2017 година до денес отворивме 75 градинки со опфат од 5500 деца, а заедно со оваа нова градинка тој број го заокружуваме на вкупно 76, со што се згрижени 5650 деца. Нашите планови станаа реалност со тоа што капацитетите на градинките лани ги зголемивме за над 1000 деца. Од целата држава и за оваа година планираме изградба, доградба или адаптација на дополнителни над 20 градинки во државата. Не ги заборавивме ниту оние вклучени во воспитно-образовниот процес, воспитувачките и негувателките. Од 2017 до сега давателите на услуги, воспитувачките и негувателките во градинките добија околу 36% повисока плата. Со новото усогласување во месец март, овој процент ќе достигне нешто повеќе, кумулативни 40 до 50% вкупен раст за последните 5 години. Додека пак техничкиот персонал, согласно законот за минимална плата, доби покачување од 15.200 на 18.000 денари плата. Со новото законско покачување, кое што ќе се случи во месец март и кое што очекуваме да порасне за 2500 денари, минималната плата ќе достигне 20.500 денари. Ова предизвикува линеарно зголемување на платите за околу 2500 денари на сите вработени во јавните установи за предучилишно воспитание и образование. Помогнавме и на самите градинки, кои освен што предвидуваме да се гради по принцип на енергетска ефикасност, ги помагаме и преку мерките за субвенционирање на електрична енергија, со што ги намалуваме нивните трошоци. Грижата за општеството и државата почнува од тука, од најмалите единки во општеството. Секој дете треба да има можност да оди во градинка, затоа што тоа е местото каде што уште во најраниот период децата ги развиваат своите вештини и знаења и се подготвуваат да се вклучат во образовниот систем. Изградбата на новите градинки значи и можност за нивните родители, пред се за мајките, да можат да имаат повеќе време, како за свое лично, така и за професионално усовршување и ангажман. Наша должност и обврска како влада е тоа право да му го гарантираме на секое дете. Затоа нашиот фокус и во следниот период останува изградба на градинки рамномерно во сите градови и места каде што има потреба за згрижување на деца. На крајот сакам да посакам успешна работна атмосфера на воспитувачите, негувателките, а на децата многу убави денови поминати во смеа, игри и другарувања, и да има што повеќе деца во Волково, во Ѓорче Петров, кои што ќе раснат и ќе се образуваат во оваа градинка, а се надевам и во уште градинки во Ѓорче Петров и во Волково. Ви благодарам.